На неполни 2 недели до крајот на годината, владата не може да оствари ни 2/3 од предвиденото. Реализацијата на капиталните инвестиции, кои беа и намалени со ребалансот на буџетот, изнесуваат 63% или 337 милиони евра. Забавеното темпо на капиталните инвестиции, според министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, се должело на ценовните шокови, оти многу поскапеле градежните материјали. Иако Македонија чека со години на безбедни патишта, министерот укажа уште еднаш дека за реализација на крупни проекти било потребно време. Сепак, не се откажува од амбициозните зборови. На Македонија ќе завидувал цел регион, а до година планирани биле 120 километри нова патна мрежа. Цените на градежните материјали во текот на оваа година осцилира, на железото, на асфалтите, на битуменот, на бетоните се качија енормно. И тоа направи проблем во реализацијата на капиталните проекти. Наредната година, како што најавивме веќе, треба да започнеме со реализација на над 120 километри нови автопатски делници, и тоа се делниците Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево, Требениште-Струја-Ќафасан, Прилеп-Битола, да продолжи и да заврши до крајот на наредната година изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Бочварски се пофали дека годинава била успешна по реализација на капитални инвестиции, а до година ќе сме биле уште поуспешни. Успехот го гледа во пуштените дури 2 нови патни правци од Штип до Радовиш, завршената траса од Штип до Кочани, која најави дека ќе биде пуштена во употреба наредната недела, и рехабилитацијата на неколку патни правци. Оваа година, како што најавив, пуштивме во употреба 2 нови патни правци, не рехабилитации, туку 2 нови патни правци од Штип до Радовиш на почетокот на годината со 64 милиони евра инвестиција, и од Штип до Кочани, кој што ќе го пуштиме во текот на наредната недела. Моите очекувања се дека наредната година нивото на капиталните инвестиции ќе биде уште повисоко отколку што е оваа година, а оваа година покажавме дека можеме да бидеме подобри во текот на сите овие кризи од 2014, 2015, 2016 и сите останати години, бидејќи се работи со многу капацитет, енергија. Од модерната патна инфраструктура до сега се сведува на ке, освен скапите патарини. Владата за сега не планира да ги намали цените на патарините, а тоа министерот за транспорт и врски го оправда со потребата за собирање на средства за изградба на автопати. Според последните информации, јавното предпријатие за државни патишта заклучно со ноември 2022 оствари рекорден промет од над 48 милиони евра, што е за 2 милиони повеќе од во 2021 година или над 46 милиони евра.